Добар и убав ден, драги наши пријатели на вкусот на традицијата. Ве поздравуваме од комплексот Златно буре Кучково, каде што заедно со нашиот тим на вкусот на традицијата и Алфа телевизија и екипата на тимот на Златно буре Кучково се подготвуваме за новиот рецепт на денот. Драги мои, знаете ли какво е ова место? Ова место е вистинско бегство од жешките скопски температури, високите температури. Доаѓате овде, кој на вистина има 10 степени разлика од градот и овде. Уживате во природата и на крај се засладувате со традиционалните македонски специјалитети, токму овде подготвени од тимот во кујната. За денешната емисија повторно имам изненадување за вас и тоа на ваше барање, драги гледачи, затоа што навистина ги гледавте емисиите кои што ги подготвивме со денешната наша гостинка, господјата Менче Ниник, која што ни доаѓа од Сидне, од Австралија, македонка, која што е навистина ризница, вистинска ризница за стари македонски специјалитети. И ние рековме дека ќе ја поканим уште неколку пати во емисијата да црпиме од незините извори. Добре ни дојде, Менче, како си? Како си го поминуваш твоето време во Македонија? Одлично, си шеткам, Да? се дружам, на ручек, на музика, кафенце. Така, имаш многу пријатели Имам тука, многу пријатели. роднини, сите Да. ти се тука. И сега е во Австралија зима, така? Да, сега е зима, веќе од пред 2 дена почна да биде поладничко, Така. али сепак е до 20 степени во моментот. Значи нема зима во Австралија, а? Така е, да. Супер. не е многу. Посебно ми беше радост кога слушнав и кога коментиравме дека твоите деца, внуците кои што се веќе многу големи, ја гледале вкусот на традицијата во Австралија, Да. поточно и твоите емисии кога се израдувале внуците, кога почнале да викат евеа баба, евеа баба, евеа баба, Да, така? чудно им е, да, дека они знаат дека професионални кувари се на телевизија и сеако ме видоа мене се збуниле. И вика, де, баба е на телевизија, баба. Прекрасно нешто. Еве ти одлучи повторно да ни направиш нешто од твојот репертоар кој што ќе биде посветено на твоите внуци, што ни кажа дека ова рецепта што јас ќе ви ја направам денеска, со овие работи порасна моите внуци. Точно. Секој ден. Ајде, што ќе ни направиш денеска? Денеска ќе направам пак пита, пошто Гледачите сакаат многу тие. месени работи, да? Да, ќе направам пита што се вика невестински бовчи. Ова ми е рецепт од една многу драга моја и твоја пријателка од моето село, се вика Данче Левеска. Од Белчишта. Данче, те поздравуваме. Да, те Еве поздравиме, срценце ти да. праќаме. Сега, Данче, не најдувај мани, значи јас, ако нешто сгрешам, тоа твоја грешка ќе види. Сум ја правила многу пати и е практична затоа што се парченца Како може се вика? секој. Невестински бовчи, така? се вика, И од да. зашто е името невестински бовчи? Епа, кога правеле свадби, оделе по невестата, овие правеле такви, а и плюс тоа, начинот на кој што се витке изгледат како бовчите невестата што ги во времето, нели? Кога ги дарувала кумот, свекор, свекрва. Така. Ајде. Менче, што се е потребно од состојките за да ги направиме овие невестински бовчи према рецептот на Данче од Белчишта? Сега треба да, значи, ни требаат колку кори ќе направиме, како што знаете, обично ја ставам на една кора, една кутлача. Колку луѓе се, нели? Колку луѓе ќе јадат? Да, јас сега тука имам измерено за 6 кутлачи, ќе направам 6 бовчи и ќе ставам вода до 3-4 кутлачи по потреба од брашното, дали ќе зема повеќе вода или помалку. Прстофат ќе ставам квасец, една лажичка од прилика, пак 2-3 прстофат со сол, и треба масло по потреба,
ни треба путер кој сака, јас ќе ставам само одозгора, нема да ставам натре во корите, ќе ставам масло внатре. Значи масло Да. за јадење по потреба, путер по Путер потреба. одозгора само ставам, точно. Имаме екстра брашно за За наросување, посол, да. за да може да се меси, и колку грама сирење. Сирење овдека 300-400, зависи по вкус. Никој Може и 500 и 600. Кој Околу сака да 100 стави, грама да. оди на една на бовча. едно прилика, Така. да. Значи ние ова ќе го пределиме на 6 парчиња Добро. и ќе биде доволно, пошто тие се виткаат, сирењето ќе остане, значи на оваа отприлика површина. Добро. Сега да ја видиме постапката на приготвување на невестинските бовчи. Така, Ки ни сега, треба? значи, брашното, пошто ми е веќе мерено, ќе си го ставам тука во садот за разместување. И кутлачата секогаш Ќе имајте си си ја одите, до себе. Сега малку ќе направиме, како и обично дома што си правиме дупка, ќе ставиме малку квасец, за да бидат корите повкусни, помекани, пошто е суво времето. Сега ќе ставам малку екстра и солца ќе ставам исто по вкус. Значи околу две една кафена прстоца. лажичка. Да. Добро. Така би дошло. Така. И водата сега, овдека има толку кутлачи, нема да ја мерам. Значи мерена е. Не, овде ќе имаме и малку отпојке вода, да знаеш. Затоа нема што да ја не знаеме ставам- колку ќе впие. Добро, ако е Да. така, мислам, Да. треба да се направи тестото, јас ќе ставам. Млака треба да биде. Да, млака водата. да е, за да ви се сука подобро, побрзо. Сега, до сега ставив 4. 4. Значи, јас ќе секогаш имам екстра вода, пошто не знам. Да. Затоа ставивме ни отпојке вода, да не ти затреба. Да. Тестото си го правам како гледачите што ме гледале знаат дека тестото го правам јас секогаш исто. Само за лебот го правам, го мерам со чашки. Така, тука ќе оди екстра вода. Секогаш ми било интересно кога ќе видам со колку малку квасец ти знаеш цели плехови од шпоре да направиш пита, само со едно прсто фатче квасец. Да се чудиш. Тоа е стварно за чудење. Искуство, како Да. ми рече прошлиот пат. И искуство ете така. Да. Но ние ќе те земеме уште во неколку емисии и ние да го стекнеме тоа искуство. Да. И јас и гледачите. Да, сега тука јас имам поголеми кутлачи. 6 кутлачи брашно. Така. И сега ќе треба, нали, да го омекниме тестото, ќе ни треба екстра вода. Добро. Јас реков дека ми е мерена водата, значи, пошто овој рецепт го направивме екстра, да има 2 топчиња екстра, и затоа ќе оди екстра вода. Ама само да знаете, на една кутлача брашно ќе ви оди негдека од прилика пола, малку можда више. Да. Малку повеќе. Да. Да. Но битно е гледачите кога ќе ја видат структурата на тестото, Ќе покажеме сега да видат дека треба да биде мекичко. И така да не мораме да чекаме да отстојат доста време. Колку време ќе отстои веќе измесеното тесто? Колку мора да одмори? Да, ако го направиме да биде малку помекано, значи неколку минутки, 5 минути највише да е. Ако е направено 5 до 10 минути може, што повеќе одмори, тоа е подобро или не? Па да, ако е помеко нема потреба многу, па после ќе биде по многу меко за супење, ќе се лепи поише. Така. Ако е потврдо, тоа ќе стои подолго време. Прошлиот пат кога правевме, нели оставивме да ни отстои една. Тоа беше, не знам, поранешна некоја емисија. И убаво брзо се сукаа. Сега јас ќе го направам вака помекичко, сега ќе го видите. И така да можам дури и одма да почнам да го сукам. Затоа ставив и топла вода. Топлата вода му дава повеќе еластицитет на тестото.
Ете така, се убаво да се измеша и ќе ја набрашниме површината и ќе треба добро да се обработи за да може да се сука подобро. Јас сега ќе ти направам место. Да, ќе ми или ќе треба одлучиш да одмори тестото, како ти ќе кажеш, ти си мајсторката денеска. Сега јас сум главна денеска. Ете баш тоа, така. Да. Значи имаме брашно за посоп, екстра секогаш, тоа не го кажам колку е, затоа што не знам колку ќе прими. Зависи нели тестото Добро, како. ја наросуваме работната маса. Површина. И после го ставаме тестото и тоа треба да се изработи. Така, ќе го ставиме тука. Да. Добре. Гледате како е малку лепливо. Нема потреба. Нема Тој потреба? Не, има доста, ама да не го... Да не се фрла. Да, убаво е, ама окей си е. Добро. Толку ова мора да е Добро. ова е напомеко месено. Мгм. Така. Ево. И значи, ете како е кревкичко. Прво нема да го вмечиме многу. Додека, значи не мора да има многу брашно, Така, туку треба убаво да се да се измеси, да. Се додека престане да се лепи на раката, така? Значи, повеќето обработката на тестото, на крајот ќе видите дека не треба да има брашно многу знак. Колкото вака го изработувате повеќе, тоа внатре има зрнца од брашното и тие, пошто е ова оштро брашно и добро е за сукање, тие се растварат, пукаат внатре и го прават тестото да види помазно и да не се лепи. Ете, видите како се Да, леле, прекрасно, да го пипнам. Да, сега треба, јас што би прекрасно. рекла како на бебе газе треба. Да, такво треба да биде тестото. Да. Не му доставаш брашно доле, не посипуваш уште малку? Не, нема да му ставам брашно, нема потреба, ти ќе ми се Добро. стегни поише. Добро. Ете така. Не треба многу да лепи, нормално сега. Некои домаќинки ставаат зетин, дај ми малку тоа да ги шчистам Ајде. раците. Јас не Повели. ставам, нема потреба. Значи тестото се гледа кој ќе го направиш, ако не се лепи многу на работната површина, Така. тога е добро. Ете видите, се малку тоа ќе се подзалепи, ама не е до толку. Сега треба да го направам за да го одвојам. Ете гледате колку малку. Треба да извадиш 6 кравајчиња. 6 кравајчиња, наредба од режијата, нели сите да пробаат боквината. Така за сите да има. Да има. Ова ќе се дели едно на пола, оти многу се тука. Да, може... Еве вака лажица. Може со лажица, Да. да. Јас обично ги кинам дома, па дај да пробам Па да да. ги скинам, само треба да ги измерам. 2, 3, колку иде тоа? 1, 2, 3, 4, 5. Од овдека малку ќе земиме и веројатно другите. Да приближно да се Да. тука негдека се баба ми викаше рака не е Терезија. Така, баш. И вака Ќе го тука за да ставиш, не ми ќе го се... препелкаш во брашното. Да, ете така. Добро. Ете видите како се работи добро. Може би од тука треба малку да додадеш на тоа ќе додадам, последното. се ќе видам кој е како ќе ми дојде. Еве ова е малку поголемко. Ќе видиме на крајот. И ова е поголемко, значи од ова можеме да извадиме малку. Така и да ставиме тука. Ова не стои за едни помали, таму има и помали деца, помалите ќе ги јадат, Да. помалите пити. Како што реков, значи не е мерено, Да.
Ја не мерам така. Може вака овде да ги ставиме? Може, а само на оваа страна, пошто ќе ми треба за месење. Затоа што ќе месиш, ти треба значи, простор. имаме тука 4. Така. И ќе видиме. Кај што има поише, таму ќе извадиме од тама. Па мислам дека се сите исти. Па, Да. мислам јас дека Исти се. Да. ќе треба тука? за тука, да. Значи вака, ќе си оставите внатре, па малку ќе се... Секако ќе се расука тоа. Да, да не биде тептен разликата, нели? Да не биде голема, затоа од прилика да се тука негдека. Да. Ете така. И сега како што правиме секогаш и овој пат, ќе ставиме малку масленце, зејтинче од озгора, за да не ни се сушат корите. Добро. И ќе ги оставиш 5 минути да отстојат. Па да, доста и недоволно е 5 минути, пошто Добра. тестото ми е мекичко и не треба и многу Еве. да стои, ќе биде потешко за солажица може Еве. да ставим. Ја И дозирам. се ова ми е помало или ова е помалешко. Ете така. Значи ги намастуваме со масленце за да не фатат кора. Да. Ај така. И повеќе го поеластично го Да. прават. Да, и тоа да му ставам. Да. Ете тука. Ставате овдека и сега Значи се можеме гледаме за 5 Да, минути. 5 Вие минути, останете толку. со вкусот на традиција. Јас идам сега да прошетам овдека околу Треба. амбиентов. Многу е убав сега. 5 Ете минути така, малку да земам. здивнеш малку, да се наполниш со енергија од оваа убавина тука Многу во е убаво, дворот. многу убаво. Ја доаѓам и преку недела некогаш уживам. Браво, супер. Тестото одмори, отиде на орање, како велат, ама кратко траеше орањето 5 минути. Да, само 5 минути, ништо не изоравме. Така, малку Ама само. ја прошетав, убаво. Дојдете да видите како е. Само треба човек да го осети тоа. Браво, Многу браво. И јас се сложувам со тоа. Ајде сега да Сега започнеме. после 5 минути, значи вака го ставаме. Дај Ке мораш вака да, можеш и вака да си капнеш. Да, ма Ајде. добро, не ми ставај се, нема потреба. Добра. Значи јас ова го ставам на мојата десна страна. Мгм. Брашенце да си ставиме овдека. И сега колку ќе имаме место, може и тука да стои, ова не е страшно. Може плехчето да ми го дадеш овде. Ајде. Добро, Ете таму да го така. ставаме. Ајде. Ти го принесам после. Да, треба Еве ти го ова тука. место. Сега ќе земеме една, сите се од прилика исти. И малку вака, за да можам сукалката да ја ставам. Мгм. Како и обично, да си го растегнам Така. тестото. Брашленцето да си ставам повеќе брашно. И сукалката. Сега денес ќе земав помалата сукалка. Леле, колку е убаво, меко тестово. Гледам како го сучиш, значи, како е убаво. Се тестото си е направено баш како што треба. А колку треба да биде дебелината на оваа кора? Па вака сега, баба ми, мајка ми вика, ако сакаш да се најадиш, подебелки кори. Подебелко. Значи по желба. Добро. Да. Јас сукам потанко и... И четвртаста треба да биде кората? Не, сега Не. ќе направиме округла по можност. Знаете, вие, кај мене нема шестари, лењи или тие работи, јас си правам да си направам коричка, не мора да биде равна сета. Како ќе ја сукаме, така ќе си доваѓа. Така. И сега ќе почнам, нали, со сукалката. Почнуваме од овдека, нема веза од кај ќе почнете. Значи, од едната страна, од другата страна. Да.
И гледате како си ја вртам кората, отивамо ми е подебело Да, баш само. ми интересира, Да. значи во која големина треба да биде. Сега ќе видиме. Према тестото ќе биде и големината на кората. Така. Значи, ако се топчињата помали, помала кора. Колку и да сукам, ја можам многу танка да ја направам. Но за невестинските бовчи не треба многу тенка. Па не е важно дебелината. Исто како за другите што се. За друга пита секоја, значи питите во главном се тоа. Сукаш кора, према тестото големината. Сега, големината на тестото ја одредуваме према бовчите. Ако сакаме поголеми да се бовчите, тоаш поише тесто. А суканото ќе си биде сукано Ова е нормално. многу тенка. Па добре, не е многу, уште малку ќе ја подсучиме. И тие ќе се видат побави, оти треба да ја прекастуваме после и треба да имаме простор за тоа. Еве, мене ова ми дојде надолго, затоа ја се вака малку тука. Добро. И да ја направам. И толку. Да. Така. Друго не стан поише, ако ви се краевите подебели некој пат, Добро. можете со сукалката малку вака. И тоа е тоа. Да, тоа нема не е ништо страшно. Можете и не морате, значи треба ова добро да се намрси. Значи ја попрскуваме со масло, посебно на Да. крајчињата, Сега кај ќе што ќе видите- се дипли. Тачно, за целото и сега, мислам, гледачите што ме гледале порано, знаат дека јас внатре, например, кога ставам помалку. Пошто корите ги собирам како армоника сега, пошто треба да ги издипвам и ќе ставам поише масло. Можете да го промешате со путер, можете само така, можете само А ти путерот дозгора ќе Јас ставиш? само дозгора ќе ставам путер. Значи вкусот е поинаков кога има путер. Сега може и маргаринче, пошто луѓето многу не може да си дозволат да си имат, али ништо не му фали, затоа јас ќе ја направам малку вака, малку така. Може и само на зетен, значи нема потреба. Ето така. Сега. Таму ставија лажицата. Да. Значи вака, одиме, оваа страна се преклопува ова на 3. Значи прво ја преклопуваме од едната страна. Ќе ставиме сирење само на овој дел тука. Добро. Го исековме на тоа јас. Така. И после можете да ја ставите на целата кора. Значи прво преклопуваме па ставаме сирење. Да, може некој сестра ми, например, става на целата кора. Може да ставиш само на преклопеното. Добро. Да, пошто Добро. тука повеќе ќе задржи. Така. И сега овој дел го носиме тука. Ето, такова ќе биде поголема кората. И малку можеш да ја набереш ако е поголема, така? Па вака сега морам да ставам мрсничко малку. Ете така, таму има повеќе. Добре. И сега ја преклопуваме уште на 3. Еднаш, Ете така ќе не дојде. два пати, Толку е, 3. толку е. Да. Сега, пак ќе ставиме малку мрсничко. И да ви кажам, колку да направите мрсна, пошто има брашно посоп, не е тегната. И сега овој крај со овој тука, овој крајче тука со овој со овој. Така. И сега тие се одат во плекот. Ете така. Оу, што убаво и како лиснато тесто ќе дојде. Многу убаво. Супер. Одлично. Значи, Сега постапката се Се повторува. повторува постапката, исто како сите 6 кори, јас направив за 6, пошто се повеќе луѓе тука, иначе за Повели. еден човек една кутлача, Така. значи една бовчишка. Една бовча за еден човек. Да. Ако видат гости да си имате поише, па ќе си ставите поише. Вие треба да ја знаете Соодносот на водата со точно. Значи, со како што брашното. ви имам кажано повеќе пати до сега, Така. треба
на секоја кутлача, да кажеме, не полна кутлача вода, помалку, за да ви биде тестото поеластично, помекичко и да ви се сучи подобро. За помладите домакинки, што многу, нели, не знаат, никој не се роди учен, сите ние учиме од некого. Треба да знаат, таа е консистенција, како се вика? Да. Така нешто. Соодносот, значи колку Да. брашно на колку брашно, колку вода се става. Помалку водичка, малку. И сега еве Така. повторно се расукува кората. Се расукува Ајде уште еднаш сега. какава за повторување да видите. Ако повторувањето Да. викат мајка на знаењето. Да. Затоа ние по 3 пати во прво делење, ама затоа сега сме. Сега многу сме учени. Значи гледаш и оваа кора сега поубаво се суче, колку повеќе стои, Точно. толку подобро. Да. Ама ние, за да не го држиме ресторанов цел ден, затоа така јас некогаш и не ни чекам. И... Да. Полесно е за сучење, кога одстои, колку повеќе стои, толку е подобро. подобро. И квасецот има улога, пошто го омекнува тестото. Ете така. Јас, Што е убава кората. да, јас ја направив. Прекрасна. Денеска мерев со поголемата кутлача, за да ми бидат поголеми корите и бовчите ми се поголеми. Значи, некој сака повеќе да јади, затоа ќе се направат или по дебелка малку, или по повеќе кората ќе биде поголема. Да. Јас ако сукалка во оваа денеска ми е помалата, повеќе сукам додека имам место. На сукалот. Ај точно толку е Толку е, да. за ова. И полесно е за работење, таа дугачка е, ќе мавам ваму, ќе степам таму и затоа реков ова Сега уште еднаш помалото. ќе мислам дека е доволно, нели? Да, да ја добиеме од прилика истата големина, за да ни бидат бовчите исти. Така. Е така ја мислам уште еднаш од оваа страна. И тамам. Така. Оп, одлично. Добро. Да. Сега со масло намастуваме, убаво покрај чинјата, на Јас средината. секогаш да прво на крајот ставам, за да не ми се лепат чошевите. Така. Можете и со четкичка да го размакате ова. Подобро е со четка, помалку мрсно, ама и да има мрсно. Ама па и ова си бара да биде Да. мрсно. Значи- И самото сирење ќе си пушти. Да. Значи, кога ставаш посоп, кога се сука, се става посоп, така се вика ова, за да не се лепи, да се сучи Така. тестото. И колку да ставиш мрсно, питата е повкусна, а посопот го упива мрсното и никогаш не е мрсна во рацете. За разлика од тегнатото. Тегнатото нема тоа и е... Ова по 3 дена да го јадиш е рофито и убаво. Да, значи толку време може да стои. Може да си стои слободно. Еве ти Така, сиренце. сега. Да оставиме сирењето. Чекаме малку, ако можеме повнатре. Добро, сега не може. Ќе оставиме тука. Земи си уште малку. Уште малку треба да. Еве ти. Значи, од прилика по 100 грама и сирење и месо кога се дава, се става по 100 грама од човек. Тоа е доволно, да не претераме. Ама ние кога правиме скара, не знаеме колку ни е доволно. Значи прво, одиме од десно кон лево преклопуваме. Може и обратно. Потоа, Може и обратно. добро, после одиме од После лево одиме, направиме, кон ето, десно. така, да. Така. После одиме од горе кон доле или намастуваме со масло. Мора да намастиме малку, за да ни се двојат корите. Ете така.
или од доле кон горе, Како да било важно на да 3 имате пати. 3. Така. И сега ставаме тука малку зетинче, масленце. Значи, одиме вака. И уште еднашка. И така, сега ова го ставаме до него. Супер. Значи, продолжуваме со истата постапка за сите кравајчиња. Со сите кравајчиња. Значи, ова е последното, шестото кравајче, еве го измесено, на потполно истиот начин се превиткува. Од десно кон лево, од лево кон десно, од доле кон горе и горе кон доле. Повторно сиренце ставаме. И скоро е готова. Леле, што се убави. Еве, извини, ќе го ставам тука. Добро. Така. Кој ќе ми види поблиску, баш. Да. Богато со сирење, значи 100 грама е доволно за еден човек. Добро. Сега го поватуваме од оваа страна. И сега видите како може ова да се тегни. Значи, преубаво. Тестото, како ти е погодено, мајсторски направено. Мајсторски. Повторно со масленце. Масленце малку. И сега, ако гледате, скоро сме при крај. Значи... Не, ни треба сега имаме путер, така? Да, сега путерот за Значи, околу одозгора. 2,5 децилитри масло отиде за 6 вакви бовчички. Значи, ова тука, Значи, повторно на 3. ова на 3. И сега го диплиме сега- во диагонала. Да. И еве го последното, колку што е мерено, толку искочи, значи ни мање ни више. Може, нели, колку сакате вие, Добро. помасно по... Ете толку и ова. Ја крстиме бовчата. Дали се остава да одморат или веднаш одат во одма многу се врела? печат, да. Добро. Еве повели Не да ставиш оставаме, пошто путерче. има квасец сега да не... Ај вака, со лажичка ќе биде подобра. Да, не е битно. И со лажичката, еве, ја со еве, јушка еве. тако, нема везе, само вака. Малку ќе подразмачкана. Да. Поинаку е нели кога мириса на путерче. Камо да можеме сегде да ставаме. Да. Така. А јас ќе ти нанесувам, а ти распредели го. Да. Оно самото ќе ти Само се ќе се расшири во стопи, така е. печењето. Еве ти овде. Нека има повеќе путерче. Нека има, нема зијано од многу. Вкусот е многу убав. Сега ќе видиме кога ќе го испечеме. Ќе се печи, тоа се има Доволно е, да нели? мириса. Да, Уште малку да, овде. тука може. Така. Значи, драги гледачи, сега одиме во кујна да го испечеме на температура од 200 степени, така? 200 степени, 180, како да било, значи 20 на минути, 25 минути, додека не се зарумени, не фати Да. кора од оздола и убава крцкава кора од дозгора. Од оздола и од озгора да имаат прекрасна медова боја, боја на старо злато. Ке внимавате да не се препечат, тоа е многу важно. Важно е. Еве ги. Браво бе, Минче, рацете да се позлатат. Да си Значи жива и за здрава. сете бива. Алал да ти е. Ајде одиме да печеме, а вие останете со вкусот на традицијата. Па потоа заедно ќе ги пробаме. Ај така. Еве
Еве, драги гледачи, сега е најубавиот момент од вкусот на традицијата, кога треба да го пробаме тоа што сме го направили. Така. Јас смеам да пробам, нели, затоа што јас помагам. Секако. Со прсотната е дупка. Целата наша екипа и тимот од Златно буре Кучково чекаат за проба. Ох. Нели направивме екстра за нив. Слушајте. Какова крцка, леле. Ти дадам прво на менче, затоа што Малку ќе она ми е даеш. најзаслужна за ова. Тоа е Повели? многу за мене, помалку. Ако, како? Не, има за сите. Еви и за мен. Леле, како е рпкаво. А сега видете ги внатре корите како се. Ја мора сега требам да го Значи, изедам ова. Треба да го изедеш. Значи, како вкус. Како најубавото француско лиснато тесто. Нека дојдат французите да видат ние македонците што можеме. Може вода да ни носат. И нивните се убави, нашите малку да се пошегуваме. Ова е навистина нешто прекрасно. Да наздравиме, секоја ти чест, да си здрава и жива и повторно да ни дојдеш и да ни направиш вакви убави работи. Драги гледачи, ве поздравуваме до следната епизода на Вкусот на традицијата. И знаете како велат? Немојте да кажете некој тежок збор што ќе остави лузна во нечие срце само затоа што сега и денеска сте лути. На здравје! Ајде за убаво.